Добар ви ден, почитувани гледачи! Еден голем поздрав од комплексот Етно село Тимчевски од екипата на Вкусот на традицијата и Алфа телевизија специјално до вас, драги мои. Денеска, кога размислував за рецептата на денот, прелистувајќи ги тие старите тетрадки, има многу од тие што ми ги дадоа моите пријателки од Здруженија на пензионери, од Организација на жени. Кога така со толку љубов и топлина ќе ми ја дадат тетрадката и ќе ми кажат: Адријана, ова ќе се најде. Кога ќе дојде редот, некој од овие рецепти ќе споделиш со гледачите. Токму и овој рецепт денешниот е токму таков, од тие старите портокалови тетрадки. Ми остави впечаток еден многу убав рецепт кој што е всушност тава ориш со пилешки џигер. Во Хрватска тоа би го нарекле, во Словенија, нели, во овие фенси држави, Италија, рижото со џигер. Во Македонија тоа си е тава, земјена тава ориз со пилешки џигер. За овој рецепт вас ќе ви биде потребно 400 грама пилешки џигер, срциња, такви, значи се во него. Една чаша ориз или 200 грама, колку собира од таа шоја за чај, нели 200 грама. Една главица кромит, еден страк прас, сега го има колку што ви душа сака. Една зелена или црвена пиперка, малку макдонос, масло по потреба, врела вода, 2 пати колку што е оризот. Значи, ако имаме 200 грама ориз, ќе ставиме 600 милилитри вода. Значи, една шолја ориз, 3 вода. Значи, пати 3. 100 грама овчо сирење или кравјо, како и да имате, од зачиники ни треба мешан сув селенчук, бибер, малку буковец, сол, црвена пипер и триена сол. Сега да започнеме со подготовка. Масло по потреба. Битно е да се намасти дното на тавчето. Тука ќе го испржиме прво џигерчето. Претходно добро измиено. Нема многу да го пржите, туку малку ќе го запржите, да ја промени бојата и веднаш ќе го ставите така пропржен во земјената тепсија или во тавата во која што вие планирате да го печете овој специјалитет, и ова ви е предлог за еден убав, брз и вкус ручек, доколку вашите членови на семејството сакат да јадат џигерче. Така. Потоа во истото масленце, може малку и ќе додадете, ќе ги пршиме сите останати состојки. Верувајте дека со се печењето 1 час нема да ви одземе овој ручек, а и нема да ви одземе многу од семејниот буџет. Ете така. Малку само ќе го посолам. Така. Ете, он е доста мек, сунгерас и многу лесно се пржи, не му треба многу. Но ќе внимавате секогаш да е тазе или доколку го купите замрзнат, да го видите рокот на траење на џигерчето. Значи, зошто малку се запржува? Затоа што после тоа ќе се пече. И ќе му биде доволно.
Сега може малку мешан суп зеленчук да му ставам. Така. И повторно мешам. Во некоја од следните емисии ќе ви направам и джигер чорба. Таа е позната чорба и многу вкусна, посебно се прави на денот после Великден, во понеделникот. Кисела чорба се прави од джигерот. Токму сега за овој период може таа чорба е најубава кога ќе се направи од јагнешки коски и јагнешки джигер, кога ќе се направи со малку ориз. Еве, веќе тоа само си покажува дека е доволно. Водата ќе испари, ќе пушти самото джигерче. Сега, вака пропржено, го ставам во земјената тава. Така, сега ќе додадам масло. Масло ќе додадам. И ќе го испржам кромидот, празот и оризот. Како убаво мириса. Така. Поставам празот. Кромидот и празот го пржите не повеќе од 5 минути. Да ја промени бојата, да омекне, да пушти сок и кромидот и празот, да добијат стаклест изглед и потоа го додаваме оризот внатре и сите останати зачини, меѓу кои и едната пиперка. Ова е лута пиперка, вие можете да ставите и блага пиперка. Да ја пресечам сега додека се пржи ова. Нека биде малку лутко, пикантно. Тоа ќе му даде уште подобар вкус. А и мирис. Ете така. Ќе додам се и пиперката. Уште малку масленце ќе додадам. И оризот си бара масленце. Така, за да се двојат зрнцата. Убавиот наш кочански ориз. Користејќи ги нашите македонски производи, купувајќи кочански ориз, тетовско гравче од каде и да е, македонски јаболка, ние си ги поддржуваме нашите луѓе, нашите производители, нашите земјоделци и затоа се што готвам, готвам со македонски производи. Колку е ова? Како замириса мирисот на прас, пиперката и кромичето. Ево уште малку е готово. Се ова толку младо, свежеве, го гледате кромидот.
Тој е полн со сок, свежина, вкус, мирис, празот исто така. Сега е време да го додадам оризот. Сега ќе додадам малку бибер. Така. Пола кафено лажиче. Ќе додадам буковец. Уште малку сол ќе додадам. Така. Уште малку мешан сув зеленчук. Уште едно, оце по едно кафено лажиче. А на крај ќе додадам црвен пипер и триена сол. Верувам дека постарите, повозрастните гледачи на Вкусот на традицијата ќе се потсетат на ова јадење од младоста, од детството, дека немаше семејство што не готвеше ваква тава ориз со џигер. Одлично. Еве веќе почнува да покажува дека му е доволно. Значи сега ќе го ставам црвениот пипер, едно кафено лажиче, така, и едно кафено лажиче триена сол. И тоа е тоа. Сега содржината на зајрето со оризот ја ставам кај џигерот. Водата ми е врела, за да почне веднаш кога ќе го ставам во шпоретот, веднаш да почне да крчкам. Така. Сега ќе го промешам. Ја ставам водата. Ете така. И во рецептот од мојата пријателка, што е од Преспа, колку што се сеќавам беше од Преспа, што ми ја даде, значи има 100 грама дробено сирење внатре. Сигурно има зошто го ставале тоа, па ние ќе пробаме да видиме како е. Така. И многу е важно да, кога ќе го испечете, да остане како кремаст оризот така. Одлично, се промешувам. Го ставам да се пече на 250 степени 15 на минути и потоа намалувам на 220. Каква тава ќе биде ова. Сега пробувам за сол. Мерено. Значи мерено. Еве, драги мои, тавата ориз со џигер е подготвена за печење. Со вас се гледаме, останете со Вкусот на традицијата, кога ќе одјавиме и ќе ја пробаме оваа тава за вкусот и ќе видите со што ќе ја послужиме.
Еве, драги мои, тавата со джигерче и ориз. Мераци. Макдоналдс. Зеленчуци внатре. Ајде да ја пробаме сега. Вака ми ветува многу. И многу убаво мириса. Ајде да ја пробам. Одлично одговара со сезонска салата, со залучени пиперчиња, со македонска салата, со шопска салата, со што и да сакате. Леле, колку е вкусно! Па во комбинација со джигерчето. Мераци. И после навистина ни се чудале сите странци за вкусот. Па се е вкусно што е македонско, прекрасно е. И еден богат, убав семен ручек имате, а навистина се е ефтино и нема воопшто да ве оштети, ако имате толку прекрасен ручек. Вкусоти, значи како е дотеран балансот на джигерчето, на оризот. Вкусот ми е во устата. Драги мои, јас ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата, токму тука од комплексот Етно село Тимчевски, и со поговорката што се вели дека тоа што е судено ќе дојде, а тоа што не е судено ќе пројде. На здравје за вас!